И како што ви најавив пред малку, говориме за новата кампања, едукативна кампања за спречување на корупцијата, а со нас ова утро гостинка е господјата Билјана Ивановска, председател на Државната комисија за спречување на корупција. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам за интересот што го искажавте во однос на нашата кампања. Морам на почеток да забележам прекрасна маечка со одлично вака воочлива на сам почеток, бидете херои на честноста е насловена кампањата и можам само да предпоставам како учениците, каде што веќе поминува оваа кампања низ неколку училишта, браќа Рамис во Шуто Оризарје, едно од училиштата, таму ќе одите денеска, и Војдан Чернодрински исто така се вклучуваат во проектот. Кои останати училишта се? Во претходната недела бевме во Основното училиште Петар Попарсов, Коле Неделковски и во Основното училиште Братство. Одлично. Денеска одиме во овие две, меѓутоа кампањата ќе продолжи и во септември, бидејќи сега веќе крај на училишната година, толку за сега, ќе продолжиме во септември. Так, имаме предвидено од прилика околу 13 училишта вкупно. Тогаш ќе се прошириме и по некој град низ Македонија. Одлична идеја. Секојаче, што ве мотивираше да ја започнете оваа кампања? Па знаете како, нашата иднина се нашите деца. И ако ние успееме системот на вредности да го очуваме кај нашите деца, тогаш сме успеале многу. Децата се како сунгерчиња, се впиваат најмногу од своите родители, од своите наставници, се втурнати во ова секојдневние на кое што сите сме сведоци, соочени се со секакви примери, добри и лоши. Целта на кампањата е да им помогнеме полесно да прават разлика што е добро, што е лошо. Ова заради тоа што корупцијата е толку многу навлезена во нашево општество, за жал, што понекогаш се смета дека и така треба. Тоа веќе е станало начин на живот. Луѓето не гледаат друга алтернатива, едноставно за да се дојде до некаква цел, секогаш се бара по краткиот пат. И токму тоа зборуваме и со децата. Зашто учат тие? Дали учат за да се стекнат со знаење или учат за да ги добијат оцените, за мир у куќа, за понатаму полесно да се запишат во наредно училиште. Значи, која е целта? И добиваме одговори со кои што треба многу да се замислиме. Не само ние како антикорупцијска, него воопшто државата, системот, до кај сме. Родителите треба многу да се замислат. Ние секогаш кампањата ја започнуваме со една анкета. Им поставуваме неколку прашања. Дали сте сведоци дека се добиваат незаслужени оцени? 60-70% од одговорите се да. На што се должи тоа? 90% го одбираат одговорот родителите бараат врски. Значи тоа се одговори од децата. Не дека ја нешто си предпоставувам, ме разбирате? Така е. Кому се обраќате за помош ако нешто сметате дека? На родителите. Тоа значи дека и родителите треба малку да се повлечат, да ги остават децата во институциите, да не вршат притисок врз наставниците, но и наставниците треба да си го покажат својот личен интегритет, а со тоа и интегритетот на училиштето, дека едноставно не дозволуваат притисоци. Така. Колку се слободни во поставување прашања? Денеска имаме едни нови генерации кои што се навистина и многу повеќе информирани, за разлика од минатото кога не постоеше интернет. Денеска има ученици кои што запрепастуваат со нивното следење, информираност и поседување на факти кои што дури и ние возрастните понекогаш ги немаме, бидејќи јас сум до некаде вклучена во процесот на образование и мене поединци многу знаат да ме изненадат. Така. Колку поставуваат храбри прашања? Многу се отворени, многу се храбри во прашањата. Едноставно, значи се што им тежи, знаат да го преточат во прашање и тоа е добро. Има многу енергија кај децата и наша задача на возрастните е таа енергија правилно да се насочи. Одлично, еве ние патем и проследуваме дел од вашите посети во училиштата. Кажете ми, кој е таргетот, на која возраст се учениците кои што ги вклучувате во оваа едукативна кампања против корупцијата? Ова се ученици од над 7, 8, 9, значи сите оние кои што имаат предмет граѓанско општество, бидејќи во рамките на тој предмет има дел каде што изучуваат што е корупција, основни поими и така натаму. Да, гледам дека се вклучени двајца познати актери, да, кои што верувам дека има
поинаква една моќ и точно покрај нив учениците веројатно имаат и малку една поинаква перцепција на тоа што значи корупцијата, која е тесно поврзана со криминалот. Јас во најавата кажав дека спречување на криминал, но брат и сестра се. Така. Криминалот и корупцијата се брат и сестра, така да кога веќе навлегуваме во корупција, фактички ние сме навлегле во криминал, иако можеби не ни годи тоа да си го признаеме, така? Токму така. Одбравме да бидат глумци кои што се позитивни и прифатливи ликови за децата и тие знаат на нивни својствен начин проблемите да ги пренесат пред децата интересно, децата тоа да го осознаат, да дадат сами критички осврт кон проблемот, дали е така добро или не е добро, го извлекуваат на некој начин најдоброто од децата, ги стимулираат да размислуваат, нели? Така што мислам дека успеавме со овие актери да допреме поблиску и подобро до дечињата. Дали тие доаѓаат во секој училиште со вас? Да. При секоја посета? Да. Браво. Да. Секоја чест. Во рамките на целата оваа едукативна кампања всушност е вклучена и едни анонимни прашалници, анкети како сакате, кои што децата ги пополнуваат, но се разбира остануваат анонимни и таму наидувате на запрепастувачки факти и коментари од децата. Дали сите тие нивни пишувања ќе бидат вклучени како забелешка во Министерството за образование и наука, се со цел да се подобри квалитетот на образованието, да се работи на слабостите на истите, бидејќи ние сме општество каде на многу полиња имаме слабости на кои секојдневно ние медиумите укажуваме и се обидуваме да направиме навистина подобро и поквалитетно образование, затоа што образованието е темел на се друго. Токму тоа сакав да кажам, образованието е темел на се. Затоа од тие неколку прашања може да се извлечат многу повеќе заклучоци на кои што треба да работат многу институции, но и родителите од дома. Јас сум многу благодарна на Меѓународната фондација за изборни системи која што застана за овој проект и ни овозможи да ја спроведеме анкетата и целиот овој проект и предпоставувам дека понатаму како што ќе идеме до крајот ќе дојдеме и до можеби до нови идеи како да се прошири понатаму сето ова и кому да се упатат заклучоците до кои што доаѓаме, како и да е, од тие едноставни одговори доаѓаме до заклучок дека, пак ќе речам, родителите кои што треба, нели, дома да ги воспитаат децата, затоа што без добро воспитување нема ни добро образување. Децата треба да бидат првино дома добро воспитани, за да одат на училиште, треба да знаат дека треба да имаат самодоверба во себе, дека треба да се ослонат на себе и на своето знаење, дека не треба од родителите да очекуваат помош за да добијат добра оцена. Родителот може ќе му помогне на детето ако му треба помош, полесно да ја совлада задачата или на некој начин ако му треба дополнителна помош дома, но не и притисок врз родителите. Па ние сега бевме сведоци во едно училиште каде што се вршеше тестирање на првачиња. Па значи нонстоп беше окупиран телефон на педагог, психолог, директор со ургенции каде во кое оделение се запише детето, па тоа нас не е секојдневие. Уште не почнато некаде да се запише во кај која учителка да се падне. На тој начин што се прави? Се фаворизира една учителка, другата се потценува, децата, мене некој ќе ме запише тамо, се чувствува дека е супериорен во средина. Зошто е сето тоа потребно? Нема потреба тоа. Значи, доволно има закон дека учениците треба да се запишуваат според реонот каде што живеат и тоа е доволно. И нема потреба понатаму да се прават притисоци ниту врз наставниот кадар, ниту врз директори и така натаму. Нема потреба. Да, за жал, тоа е една огромна слабост и неприлика со која се соочуваат, би рекла, многу наставници на секаде, не само во нашава земја. Сето почнува, кај која учителка ќе се падне. Па после си продолжува понатаму, моето дете знаело, не знаело. Па не знам, дошло на сминкано... Ако можеш, прогласи го за ученик на полугодие или на месецот, знаеш му треба мотивација. А што ќе речат другите кои навистина го заслужуваат тоа да бидат пофалени? Сега ме подсетивте со зборот мотивација, ги прашувам дечињата, дали ви се случува родителите да ви кажат ако поминеш одличен или ако добиеш петка или не знам ако, ќе добиеш телефон или не знам патик или било што. Да, ни се случува. Викам, па добре, зашто учите ви? За патиките или за да знаете?
И едно девојче вика, па мотивација не е лошо. Добро би било и малку мотивација. Ама дали ви е мотивација вашата крајна цел што сакате да бидете во животот? Шта, ама нема одговор. Да ве прашам, викам, дали кога треба некоја операција да ви се направи, здравствен проблем, кај кој доктор ќе отидете? Кај тој што е најдобар, што најдобро знае, или кај некој, нели, што има само диплома, што се протнал низ уче, и кај тој најдобро што знае. Па затоа учите, за најдобро да знаете, за да бидете барани, бидејќи најдобро знаете. Така. Затоа што единствено знаењето е нешто што секој го носи во себе и никој не може да му го земе. Апсолутно. Како досега ја цените перцепцијата на учениците за корупцијата? Еве и тоа е еден вид на корупција, Па, нели? тоа е. Условување на детето дека ако добиеш петка или ако завршиш со сите петки на крај на годината, ќе добиеш најубави патики, одмор, не знам каде, во некој камп или слично. Дали ги злоупотребуваме на известен начин децата и дали сте забележали дека на децата, па и на родителите им е поважна само оценката, а не знаењето? Го поставив и тоа прашање пред децата. Што сакате? Дали добра тројка заслужена или петка? Петка си е петка. Да, Значи, зошто мора така да се навиваат од дома дека мора петки да донесат? Тоа не ми е јасно. Јас имам син што завршува сега средно училиште, во прва година кога беше на првата родителска, бидејќи ја не се појавав таму на родителски, одеше сопругот, класната кажала дека девојчињата постојано им се повраќало, им било лошо, затоа што биле оптеретени од дома дека морале за тромесечие да имаат петки. Да, за жал. За жал, навистина децата знаат да ги искористат сите можни кривини за да се спасат или за да добијат поени плюс, но тоа го прават сите деца во одредена возраст. Едноставно, ако почувствуваат слабост кај наставникот или ако видат дека тоа функционира, ги користат токму тие техники и методи. Секој прави до таму до каде што му е дозволен. Да. Што се однесува до оваа кампања за спречување на корупцијата и вашите посети во многу училишта и низ главниот град, но и, како што рековте, од септември низ останатите градови во земјава, клучна, би рекла, улога игра наставникот или професорот по граѓанско право. Колку се тие вклучени, колку се подготвени за тоа дека навистина треба да им се доближи последиците од корупцијата и се останато после, бидејќи тоа е еден ланец, еден синџир на вредности и права кои се прекршуваат и кои навистина го носат општеството во една погрешна насока. Колку се тие вклучени во ова? Значи, вклучени се бидејќи во програмата имаат едно поглавје каде што се изучува за овој феномен општествен што се вика корупција, и тоа е исто благодарение на еден претходен проект пред повеќе години кој што исто така го спровела Државната комисија за спречување на корупција, дека дали 2016 или 2017, не ме држете за збор, меѓутоа исто така е тоа побарање на ДКСК од тоа време да биде дел од програмата да се изучува за корупцијата. Ние во нашата национална стратегија бараме уште во градинките да се учат децата на вредности. Ја не знам зашто од програмите кои што ги изучуваат децата се испрлени предметите, односно не се изучува доволно за етика, етичко однесување на децата, за логика, логичко размислување, значи предмети кои што во наше време, на пример, нормално се изучувале, биле редовни предмети, а сега се изборни предмети. А ја мислам дека тие се најважни за градење на една личност. Да. Кампањата има за цел да ги промовира и да ги истакне на пиедестал хероите на честноста. До сега ги имаме или можеме ли да се пофалиме? Има херои на честноста, има и разлика пред започнување на разговорот со глумците, па до завршување на целава ова програма, да речеме до крајот, како им се менува, како разбираат они и знаат точно да одберат, не, ова не е добро, ова е лошо. Меѓутоа, еве, пак ќе споделам еден пример, едно прашање ги прашува Игор Ангеловски, вика, ако сте сведоци на дека некој земал, нели, пари за да заврши некоја работа, дали ќе го пријавите? И едно момче вика, јас ќе пријавам. Друго момче вели, не може, јас не пријавувам, па после да си го изедам, нели, ја да сум крив. А трето момче вика, јас ќе го прашам, ако ми даде пола, не го пријава. И што е тоа ако не сликата на општеството што го има? Слика и прилика. Слика и прилика, што значи дека децата се огледало на возрастните. И тие понатаму само ќе ја дооструваат таквата слика. Да, ние сме моделот.
од нас учат. Токму така. И јас секогаш кажувам дека детето не се воспитува со карање или со забрани или со, не знам, некакви мерки. Највеќе се воспитува со личен пример и со укажување, нели, на позитивен, добар начин, со укажување на она што е добро, што е лошо. Апсолутно. Пред крајот, господја Ивановска, која е пораката која сакаме да ја испратиме до гледачите, особено ако пак во овој момент не следи и млада публика, деца кои што навистина би требало од својата најрана возраст да ја препознаат корупцијата и последиците на секој сегмент од нашето живење од истава? Значи, самото мото на кампањава кажува да бидат и да останат херои на честноста, бидејќи само на честен начин можеме ние да успееме на површина да го извадиме и знаењето и професионалноста, бидејќи само така може државата да чекори напред. Во моментов овие вредности кај нас се загушени и се гушат. И тоа е проблем во нашето општество. Затоа имаме и оцелување на млад потенцијал, ние имаме најголем извоз на ум, што е за жал одлив на млади, перспективни, квалификувани луѓе навистина ја напуштаат земјата се повеќе. Ја напуштаат земјата и тоа е навистина трагично. Еден податок што исто така го разбрав пред некој ден, се жалат универзитетите дека бројот на студентите се намалува. Разбрав дека 5000 студенти се запишуваат во Љубљана, наместо да се запишат на нашите универзитети. Значи, сето тоа придонесува да се намалува и квалитетот во државата што останува, а во исто време и трошокот останува. Значи, системот си го поднесува тој трошок за образување на кадар и потоа тој образован кадар ќе се случи да замени од државата. Зошто? Затоа што имаме тука непотизам, некој добива нешто што не е заслужено и го истиснува оној што нема механизам да си дојде до своето по регуларен пат, мора да ја напушти државата и тоа навистина е трагично. Навистина мора хероите на честноста да се изборат за вредностите во државата. Да се надеваме дека ќе ги има што повеќе и дека навистина тие ќе успеваат да бидат добар пример за сите останати, да ги мотивираат како треба, наместо како не треба.